Со колегата Петар Печков ќе го заокружиме и овој прв блок на линковски сервисни јавувања од нашите градови. Сонце и во Велес, Петар, предпоставам температури над 20 степени Целзиусови и кај вас. Ти посакувам добро утро и секако подготвени сме да ги слушнеме првите информации кои што ни ги носиш од Велес. Добро утро, Ване, добро утро и за гледачите на утринската програма. Да, 23 степени се измерени во 7 часот според управата за хидрометеоролошки работи. Ноќва температурата во градот не се симна под 20 степен, а најниската била во 4 часот 21 степен или тоа е уште една тропска ноќ. Температурата денес и утре, исто според метеоролозите, треба да достигне највисоки вредности до овој период на годината, 41-42 степени, и така да треба да се преживее навистина ова пеколно време. Тоа е што се однесува до времето. Да започнем со презентирањето на сервисните информации. Првата е исто како што почнав и пред неколку дена во четвртокот за вредностите на квалитетот на водата на езерото Младост. Тогаш ги презентирав податоците за крајот на месец мај и почетокот на месец јуни, и веднаш потоа попадното стигна и податоците за крајот на месец јуни. Исти се непроменети, квалитетот е нешто подобро во однос на претходно. Се однесува на мерење на 4 плажи на езерото Младост од страна на Центарот за јавно здравје Велес, а тие предуваат се додека не се испита присуството на цијанобактерии и цијанотоксини во водата, таа не сме да се користи за капење и рекреација, бидејќи по неа пливаат пифтиести маси на изумрени алги и трески. Микробиолошките резултати се дека водата е позитивна, нема вредности кои што се лоши, исто како и хемиско-физичките, но оние материи кои што пливаат треба да се отстранат. Втората сервисна информација е дека Валешкиот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот настапи на 20-тото издание на фестивалот Македонско културно лето, и тоа со хит представата Вечера за глупаци, која беше изведена во центарот на Пустец, Албанија. Веднаш потоа велешките музичари, членови на Велешкиот театар Орхидеја Дукова и Сашко Костов има свој концерт. Јубилејното издание на фестивалот, која е организација на актерот Едмон Сотир и Сдруженијето на македонците по потекло Албанија Сонце, се одржа од 1 до 5 јуни. Имаше изложби, концерти, театарски представи. Третата сервисна информација е од Македонското еколошко друштво, се однесува на бројот на белоглавиот маршојадец, птица која што спаѓа загрозен вид во Македонија. Радосната вест е дека бројноста на белоглавите маршојадци, овие орли, како што ги вика популарно народот, последните години расте. Благодарение на мерките за заштита во Македонија, Бугарија и Грција, пребројувањето кое што го реализирале членовите на Македонското еколошко друштво и Сдруженијето за зачување на природата Аквила од Кавадарци, потврдиле присуство на 19 до 20 двојки, и тоа во Демирка Писката клисура 9 и на Тиквешкото езеро 10 до 11. Според проценката на екологистите, орнитолози, најмногу 16 млади пилиња се наоѓаат во нивните гнезда, но тие се соочуваат со една сериозна закана, недостаток на храна, се хранат со диви, угинати домашни животни, па мрежата на хранилишта во овој регион треба да се зголеми за нивни природни шанси за опстанок. Само за илустрација, бројноста на овие 20 на двојки белоглави маршојадци во Македонија последен пат имало 2010. Честите инциденти со труење доведоа на Балканот да има само 6 двојки 2018. И дојде до тоа да оваа птица биде пред изумирање. Но охрабрува оваа информација дека годинава стигна и до 20. И јас само да споменам дека се наоѓам во новиот дел на градот, тука во близина на споменикот на Панко Брашнар, кој што за 7 дена ќе се чествува годишнината од неговата смрт. Да најавам прилог за она што се случува во локалитетот Стоби. Во Теке една летна меѓународна школа за археологија, на која што чувствуваат 20 на студенти, и тоа се повеќето од САД, има и поеден од Канада и Велика Британија. Предлагам да го видиме прилогот.
18 студенти, повеќето од САД и по еден од Канада и Велика Британија, се посетители на меѓународната летна школа за археологија која се реализира во локалитетот Стоби. Под надзор на стручни лица, археолози, работат на просторот кој се нарекува затвор на неколку подземни простории кои можеби представуваат некаков храм. Целокупната програма на оваа археолошка школа не е само теренската работа, значи во попладневните часови работиме на процесирање на наудите, работиме на систематизирање на наудите, тие слушаат и предавања од стручниот тим на НАУ Стоби, значи се запознаваат со материјалната култура, со архитектурата на Стоби, со методологијата на работа на терен и во лабораторија. Годинашната летна школа е 14-та поред се организира во соработка со Фондацијата Балканско наследство од Софија, Бугарија и Националната установа Стоби. Го избрав Стоби затоа што имам интерес за медитеранската и балканската историја, но најмногу поради тоа што Универзитетот во Ајова е многу скап, а оваа програма ми беше достапна. Меѓународната летна школа трае 4 седмици. Од секогаш сум сакал да бидам археолог и во САД вакви работи не се достапни или се многу скапи. Прекрасно е што можам да излезам од училница и да ја видам од прва рака и практичната страна на наоѓање, ископување и истражување. Преку директна теренска работа тие ги учат основните методи на археолошки ископувања и документација. Имаше голем избор на теренски практични искуства кои не беа достапни, но ништо не беше спектакуларно како Стоби. Инфраструктурата и истраженоста беа пресудни за одлуката да дојдам овде. Спиеме на локалитетот, кога ќе излеземе веднаш се наоѓаме во римскиот град. Преку оваа летна меѓународна школа за изминатите 14 години учествувале повеќе стотини студенти од различни делови на светот. Беше се за првото јавување на 23 степени Целзиусови ова утро во 7 часот од Велес до следното. Ване, јас во пикувам повторно од студио. Да, Петар, ете 23 степени во Велес, имавме 24 во Кумано, во Скопје, тука некаде беше јутрово температурата во Битола, денеска температури до 40 степени. Поздрав до тебе и благодарам за ова линковско јавување од Велес.